Благодарам многу. Добро вечер, Гевгелија, благодарам на овој величествен собир. Добро вечер за ВМРО-ДПМН. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Добро вечер за Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Добро вечер за Унијата на ветерани. Добро вечер, пријатели, познаници, добронамерници, сите што сакате да не слушнете. Добро вечер за коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН. Можам да ви кажам дека сум гор што предводам една ваква листа на честни луѓе професионалци, како што е кандидатката Инна Братеничка тука од Гевгелија, која што сум убеден дека достоинствено ќе ве представува сите вас во Македонското собрание и ќе се бори за интересите на Гевгелија. Имам една прекрасна листа позади мене и ве повикувам на 15 јули да го заокружите бројот 14 и да не подржите. Потребна ни е голема, масовна референдумска излезност. Потребно ни е што повеќе луѓе да излезат на гласање. Потребно ни е во Гевгелија, ако можат 75-80% од луѓето да излезат на гласање. Ве поканувам да ги поканите вашите роднини, пријатели, комшии, познаници, сите што ги знаете да излезат да гласаат, затоа што нашата цел е вие да одлучите, народот да одлучи. Тие сакаат ниска излезност, ние сакаме вие да одлучите. Тие сакаат луѓе со свитка на кичма, ние сакаме горди македонци. Тоа е суштинската разлика. Ве повикувам да излезете, за вие да ја донесете одлуката каде ќе оди Македонија во следните 4 години. Поштувани пријатели, мене ова не би се први избори, нити прв пат влегувам во ваква политичка битка. Но верувајте, ова се најбитните избори на кои што Македонија оди од својата независност до денес. Следната година славиме 30 години независност. Верувајте, ова се најбитните избори во 30 години независна македонска држава. Затоа што на овие избори одлучуваме дали ќе има Македонија ваква каква што ја познаваме или не. На овие избори одлучувате каде ќе оди Македонија и каква ќе биде. На овие избори одлучувате дали ќе има Македонија целосна или унитарна, или со седењето дома, или гласот за некоја помала политичка партија, или гласот за Зоран Заев да биде распарчена и поделена. Тоа е вистината на овие избори. И ако на некого ова му изгледа може би апокалиптично, може би и премногу, би ве замолил да се вратите 4-5 години наназад и да се сетите што ние говоревме тогаш и што мислеше народот тогаш. Ние говоревме дека ќе се промени името на државата, дека ќе се воведе двојазичност и дека ќе се тргува со историјата. Знам дека тогаш многумина не поверуваа. Си велеа, овие за да останат на власт вака говорат. Но за жал, за голема жал, 3 години од оваа бандитска, мафијашка власт покажаа дека тоа за жал е вистина. Се промени името на државата, се воведе двојазичност и се тргува со историјата. Затоа ве молам, не сакам да се видиме за 4 години, не дај Боже во некоја друга држава и да ми речете и да ни речете во право беше, во право бевте. Не сакам да дојдеме до таква ситуација. Затоа ве повикувам на масовна, огромна референдумска излезност за Македонија првенствено да излезете да гласате, да си ја зачуваме државата. Бандити, спремни само за зачувување на било каква моќ и власт, во моментот владеат со Македонија. Бандити корумпирани до гуша. Бандити кои што свесни или несвесни правиле криминал кој што сега за да го заштита се спремни да тргуваат со македонските национални интереси. И сум им порачувал да им порачам и од овде од Гевгелија.
ако кога Зоран Заев го правил криминалот, мислел дека нема да го документираат барем две служби на две наши соседни држави, тогаш длабоко се лажел. Ако неговите пајташи мислеле дека нема да ги документираат во криминалот, истите тие служби на две соседни држави, длабоко се лажеле. И затоа сега им се случува, при секоја национална одлука, при секое национално прашање, да им тропнат на маса, да им ја фрлат папката со криминал и да им кажат или ова ќе го подпишете, или ова ќе излезе за вас. Со такви уценети бандити имаме работа на кој што на 15 јули треба да им ставиме крај и да ги испратиме на најтемните страни на македонската историја, затоа што, за жал, и тие страници мора да се пишуваат. Ги гледам пред некој ден, се радуваат на честитката од Алексис Ципрас. Се радуваат, им пратил честитка и ја шират по социјални мрежи, по телевизии, по портали. Па си велам, дали луѓево имаат допир со реалноста. Јас за Алексис Ципрас разбирање имам. Веројатно ќе остане запишан со златни букви во грчката историја. Ама овие овдека, изродиве наши да се радуваат на таа работа, е дно од кое што подолу нема. Е национално предавство од кое што подолу нема. И да е трагедијата неголема, уште им се смее во лице, им цитира стихови од Блаже Коневски за глувото семе, за згазеното племе, и овие се радуваат. Се радуваат затоа што кога требало да одат во школа и да учат, бегале од часови и две лекции не научеле и не знаат што им кажува и како им се смее во лице. Со такви нерани мајковци имаме работа. Ги поздрави вчера со една друга од Блаже Коневски, не би се повторувал, би им порачал уште еднаш да си ја прочитаат. Само ќе ги кажам последните стихови и мислам дека сите треба да ги запаметеме. Вели Блаже Коневски: о, дај Господе, што помалце очите да им ги бодам, кога тие лево ќе фатат, јас десно да одам. Ве повикувам сите да одиме десно, ВМРО ДПМН е десничарска партија, да ги испратиме овие изроди онаму каде што заслужуваат, на најтемните страни на македонската историја. Јас сум убеден во една голема победа тука во Гевгелија, ја чувствувам енергијата, ја гледам енергијата, комуницираме со сите вас овие денови и знам дека од Гевгелија ќе почне поразот на Зоран Заев и на СДСМ. Имаме тим, имаме екипа, тим на честни луѓе, професионалци, предводени од претседателот на ВМРО ДПМН и иден премиер на Република Македонија Христијан Мицковски. Ве молам да обоздравите со еден громогласен аплауз. Тој тим на најдобрите македонски синови и тој тим на луѓето од македонската диаспора кои што сакаат да дојдат и да помогнат на Македонија, ќе обновува Македонија и ќе ја враќа на правиот пат, за да нема веќе национални понижувања и да нема економско опустошување, за да се гледаме тука во Македонија, а не по белиот свет, за да се гледаме среќни, насмејани и за 1, и за 4, и за 8 години. Ве повикувам да гласате за бројот 14, да ја поддржите оваа прекрасна листа на честни луѓе од ВМРО ДПМН и заедно да ги направиме промените. А тие промени ќе ги донесе претседателот на ВМРО ДПМН, иден премиер на Македонија Христијан Мицковски.